Од завчера, 156 матуранти ја напуштија Виничката гимназија, заокружија уште еден така наречен среден циклус од своето образование. Меѓутоа, 143 полуматуранти или 9 одделенци го завршуваат основниот 9-годишен циклус. И пред едните и пред другите стојат дилемите, каде, што, како понатаму. Оние кои се одлучиле да си останат во градот имаат повеќе опции за упис во домашното училиште Ванчо Прке, кое оваа година запишува 170 ученици само во гимназиско образование. Продолжува со текстилните профили, конфекцијски оператор и трет степен конфекционер, како и со хемиско-технолошката и машинската струка, каде годинава има и нова насока. Во машинската струка се предвидени да се запишат 68 ученика, распоредени во две паралелки, и тоа машински техничар, една паралелка со 34 ученика и минимум 45 поени, и сообраќајната струка, односно сообраќајниот образовен профил, една паралелка со 34 ученика и минимум 45 поени. Сега новина во нашето училиште од оваа учебна година е токму оваа сообраќајна струка, односно образовниот профил, сообраќајниот, кој што се отвора од причина, односно од потреба или согледани потреби на локалната заедница да доаѓа до промена на образовните профили, односно да не доаѓа до создавање на образовани кадри само од еден профил кој што ќе бидат премногу бројни, а ќе има недостиг од друг кадар. Дел од полуматурантите се информирале за новиот образовен профил, но сепак си ја зацртале својата цел. Јас сум Софија Иванова, ученик сум 9 одделение, 9-1 одделение. Сега завршуваме од ова основно образование, треба да се запишеме на средно, секако дека размислувам на таа тема. Сакам да се запишам медицина во Скопје, но се уште не сум сигурна, затоа треба да размислам уште малку, бидејќи не е едноставна работа. Може би прво ќе запишам гимназија, па подоцна факултет. Јас сум Благој Чепишков, ученик сум во 9 одделение. Сега стоиме на пат за што да се запишеме во средно образование. Мој интерес е да се запишеме како медицина, стоматолог или забен техничар во Штип. Додека средното училиште иновира профили за да ги задржи барем домашните ученици, осмолетките се борат да запишат што повеќе правачења. Од 229 деца од таа генерација правачења според списоците на МВР, заклучно со средината на мај, документи во училиштата во Виница доставиле 172 правачења. Останатите ги полнат паралелките во Италија и западните земји. Сепак, од училиштата изразуваат оптимизам од уписните бројки, велат подобро од лани. Единствено, се уште има отпорка и некои од ромските семејства. Од 2 мај оваа година, до сега се запишани сите ученици што беа повикани по училиштето. Запишани се 59 ученици во Виница, 8 во Градеци, 9 во Лески. Се немат озовено на првата покана само 5 деца кои што се од ромска националност. Иако секоја година се повторуваат истите калкулации како последица од емиграцијата, училиштата се уште не презеле поригорозни мерки, освен што од некогашните 30 ученици во една паралелка, сега бројките се сведени на 10 до 15 максимум.